Екипата на Бекстејдж присуствуваше на 41-те традиционални маđар-малски средби. На само неколку метри од строгиот центар, помеѓу железничката станица и мостот Гоце Делчев, се наоѓа една од најстарите скопски населби, познатото Маđар Мало. Поплочена со калдрма каква што била децении наназад, улицата Ѓуро Ѓоновиќ ја сече населбата, а ниските повеќе трошни кукички од двете страни ве враќаат 20 години наназад во времето кога животот бил многу побавен, но и многу поубав. Маđар Мало во ништо не личи на новото лице на Скопје и секогаш се одвојува од останатите скопски населби, а до пред некоја година беше и заштитена амбиентална зона. За тоа како со години се одржува духот и традицијата, поразговаравме со организаторите, а потоа и со градоначалниците на Центар Горан Герасимовски и градоначалникот на Киселавода Орце Георгиевски. 41 година поред, една традиција, мислам, не само во Скопје, во Македонија со години најстара, за пофалба, од 84-та започната. Првичната цел била да се соберат сите стари скопјани маđар-малци што моментално изживееле, тогаш малото биле иселени, да имаат некој ден во година, така што ќе знаат се сите тука на куп, сите заедно се дружат и присуствуваат на некоја манифестација. Година година се поголема е масовноста, интересот, се големува понатака со други активности, се организира традиционален турнир во фудбал, претежно за жители на малото, сакаме следна година го прошириме маце на поголемо ниво. Утре правиме и традиционална игра на фанта, ќе се одржи во оваа страна на другото игралиште. Се тие некои мали поводи за за најмладите, за некои што оставиле некој белег во Маđар Мало во Скопје да им кажеме некоја чест. Прва работа, втора работа, да се дружат сите заедно, да продолжиме на формација на младите, каде што ова сега старо Скопје изумира, некој дух со ова урбана мафија, со овие урбани згради и така натаму, така да гледаме да одржиме колку што можеме и да нели потешко, но задачата ни е наследството од старите да го продолжиме на младите, па понатака и они да продолжат со во прави насоки. Колку мислите дека е од значење тоа што младината ја собирате да се дружи ни спортот во ера на време на интернет, на игрици, играње, на седење дома со ни PlayStation и слично? Така, како што кажа, се потешко и потешко оди, но сите активности ќе започнеме од Баниковиот оган. Нели самиот интерес на коледарчиња се секоја година се помо. Така да сакаме од таму веќе започнеме дека треба да си ги негуваат празниците, традициите, една дружба малска, да организираме разни турнири во шах, табла, ликовни колони. По старите претходно организува поредски братнувања што започне. Така да може да оди потешко, но наша задача е секако да се бориме и да им дадеме некој патока за понатаму. На моје огромно задоволство денес во Бекстејдж градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Добре дојдовте во Бекстејдж. Добре дојдовте вие во Маđар Мало и на маđar-малските средби кои што се традиција веќе 41 година. Им честитам на организаторите за сите овие години што успеа да го заживуваат Маđар Мало и да оваа традиција обстанува толку долго. На кој начин вие сте вклучени во ова и колку ви е така убаво на душата кога ќе видите луѓето од Центар да се дружат меѓу себе, нешто што за жал не се случува толку многу во последно време поради нели дечињава се сите на интернет, на телефоните, со игрици и слично. 41 година од кога отпочнати маđar-малските средби и овај тип на организација преку играње фудбал, играње фанта, дружба во малото, ние како општина помагаме.
Имаме одлична соработка последниве неколку години. Имаме одвоени финансиски средства преку програма и во буџетот на општината токму за оваа намена, односно за овие средби. Маџармало е една од најстарите скопски и центарски населби и чест ми е што маџармалци успеваат заедно сплотени 41 година да ја следат традицијата. Морам да признам, многу активен, секаде присутен, па дури и денес најдовте време, верувам и на ваше задоволство, да дојдете на традиционалните 41 поред маџармалски средби. Што прави Орце Георгиевски тука? Па добро, јас сакам да им честитам прво за организацијата на цела оваа екипа кој што го организираат тоа, кој што кажавте 41 година. Јас бев поканет оваа година и како општина сме помагатели на целиот овој настан. Несвојствено можеби за градоначалникот друга општина, во општина Центар да помага, но бидејќи изразија желба да бидам еден од покровителите на настанот, но и ме поканија, секако со задоволство прифатив и денеска сум сведок на овој преубав настан и начин на кој што се собираат маџармалци овде. По завршување на турнирот и спортските активности, повеќе од 300 маџармалци се собраа на голема свеченост во ресторанот Градина, каде уживаа, пееа игра до раните утрински часови. Како велат, во спортот најважно е да се учествува, не е најважно да се победи, но маџармалци секогаш сакаат да ги испочитуваат оние што победуваат на овие спортски активности, па токму затоа сега ќе ги доделиме наградите на најдобрите во овие спортски активности. Го поканувам Панче од организацијски одбор да дојде тука. Оваа година пекарот оди во рацете на екипата Крила, честитки за нив. Заслужен и во турнирот во Фанта, која што во ова модерно време веќе изумрена насекаде, освен во Маџирмало, уште еднаш пофалба за маџирмалци што ја негуваат традицијата на играње Фанта. АЦ Галичанец победи, кој што е за жал одсутен вечерва, но секако ќе му биде врачена и на него заслужената награда за освоеното прво место на турнирот во Фанта.